На темелите од изгорената куќа на Охридското семејство Паунчевски во Варош е подигната во далечната 1929 година познатата школа Радничка. Меѓу Охриѓани била позната како Раднишка школа. Во оваа образовна институција се образувале женските деца кои стекнувале вештини од домаќинството. Во текот на годините оваа институција претрпела разни трансформации. Ако останете со печат во следните минути, ќе дознаете повеќе за оваа образовна институција. Во срцето на Варош, меѓу куќите со охридска староградска архитектура, се издига и еден замок. Објектот на некогашна Радничка со својата раскош и необичност, со широките балкони наликува на палата. Кај Охриѓани е позната како Раднишка. На почетокот била женска школа, за по војната тука да бидат сместени музичко и економско училиште, подоцна интернатот, а денес е седиште на управната зграда на завод и музеи. По формирањето на кралството Југославија, во чии рамки била и Македонија, од тогашната српска власт во Охрид биле формирани разни друштва и организации за анимирање на охридската младина. Едно од нив било и женското друштво Свети Климент Охридски, формирано од страна на протиница Драга Петровиќ. Во Охрид во 1919 година било формирано првото женско занаетчиско училиште. Тука девојките се здобивале со општо и домаќинско образование. Поради големиот интерес за вакво училиште, кое работело во приватна куќа, се појавила потреба од изградба на училиште. Во 1922 година започнала голема активност за собирање на доброволни парични прилози за изградба на зграда во Охрид. Тоа биле подготовките за изградбата на Радничка школа. Првичната намена на Раднишка била женските деца од Охрид да се стекнуваат со теоретско и практично образование. Се учеле предмети како што се српски јазик, математика, цртање, пеење, веронаука, хигиена, а од практичните вештини везење, плетење, кроење и шиење за потребите на тогашното занаетчиство. Теоретското знаење се учело предплатне, а попладне се учеле занаетските вештини. Учениците меѓу себе зборувале на мајчин македонски јазик, а одговарале на српски јазик. Радничка на почетокот била трикласно школа, а подоцна се учеле и 5 класа. Се полагал дипломски испит не само од теоретско знаење, туку и од практична работа, во зависност дали ученичките избрале везење, шиење, кроење или плетење. Во сеќавањата на повозрасните охриѓани, некогашната Радничка школа има посебно место. Преку сеќавањата на Владимир Тунтев и Љубица Дојчинова ќе се подсетиме на едно минато време, кога оваа зграда била исполнета со младешки жагор и сништа. Радничка школа започнала да се гради во 1927-28 година, а била предадена во употреба на 8 јуни 1932 година, раскажува Тунтев. Собирањето на парични средства било на иницијатива на протиница Драга Петровиќ, но во охридските семејства и во литературата се споменуваат исто така и имињата на незината пријателка, исто така протиница Анастасија Јаманди Масин и на женското друштво Свети Климент Охридски. Па веројатно таа Драга Петровиќ протиница има даено предлог да се изгради според плочава која е исклесана на мермер. Таа е управител на училиште, веројатно таа има даен предлог. Таа протиница многу парите ги дала тука. Значи, што ги зела од црквата, ги дала за женските да учат занает.
Изградбата на Радничка била подпомогната и со заложбите на епископот доктор Николај Владимировиќ. Во 1922 година до институциите и поединци тој испратил повик за помош за изградба на женско училиште. За 9 месеци биле собрани тогашни 60.000 динари. Во донирањето пари биле вклучени видни луѓе од Охрид, од целото кралство Југославија, печалбари, научници, како што бил светски познатиот научник Михајло Пупин, раскажува Тунтев. Донатори се овдека многу опишува Александар I Караѓорđević, жена му негова кралицата Марија и престолонаследник Петар, Томислав и Андреја. И понатака познати трговци, научници, министри, како од Охрид, така и од Америка. Тоа е Михајло Пупин, Анастас Чорбев, од Германов, Демостен Манев исто така, како адвокат. Учебната година во Радничка започнувала на 1 септември, а завршувала на 28 јуни на Видовден. По завршувањето на основното 4-класно училиште, тука се запишувале девојчиња на возраст од 12 години. Се организирале приредби, матинеја, екскурзии. Прв директор на училиштето била протиница Драга Петровиќ, која обезбедила потребен стручен наставен кадар. Подоцна директорки биле охриѓанките Даница и Марица Масин. Од имињата на учителките се споменуваат Милица Семис, учителка по српски јазик Љубица Хорват, веронаука Бранко Ковачевски, математика Николај Николаевиќ, Милена Црепајац предавала гимнастика, шиење, кроење, везење. Девојките добивале теоретско и практично знаење. Намената на ова училиште било исклучиво женските да се социализираат во една европска култура да добијат, да се запознаат со домаќинство, шиење, кроење, везење, готвење, а основна дејност била да се запознаат со хигиената, понатака да научат што е редовна менструација, редовни абортуси, пораѓање, носење 9 месеци на затруднатите жени и контрола кај редовен доктор да се прави тоа. Тоа е поглед на хигиена. Понатака имало и други предмети кои учеле тука. Имаше и ова сала направено за иге, за физкултурна сала, за театар да играт, за све да прават. Првите неколку години се учело по 3 години. После се зголемил фондот на часови и женските учеле дори до 5 години. И секое женско кое посакувало тука да учи, бесплатно се учело. Не се давало наплата. Секој кој сакат. Прво биле негде 100 женски деца през годината се запишували. Отприлика 100. Толку бил голем капацитет. Во тоа време облеката најчесто ја шиеле за најчи, раскажува и охриѓанката Љубица Дојчинова. Најчесто терзиите шиеле по куќите. Шиеле се, почнувајќи од долна облека до фустани и одела. Се подготвувало и прике кое невестите го носеле со себе во новиот дом. По завршувањето на Радничка, девојките оделе на занаед кај познати терзици во градот. Една од ученичките во Радничка била и сестрата на Љубица, Пенка Кордова, родена во 1925 година. Навираат сеќавања за ученичкиот живот на постарата сестра, која била ученичка во Радничка. Географија не знам дали учеа. Сигурно нешто учеа.
Ама ова главно и везејне, плетејне, она везеат белвез, да плетет со чингалаке, се не да прават и го има место за везење гоблени, со везење со то тркалото дрвено и да плети на него машка и женски. Белвез учеа и на парчина ода се олкавај и праеа вакво прво, ке со шиеа, па ке направеа на кона оние чаршафи нешто прават. Вакви веде басти овдека подравено, па после овдека везер плетено нешто, што сплела со чингалаке, па после белвез нешто, овие работи ги праеа. Дурне се научеа, тие работи не праеа. Та одеше кај Боџе, ти реков, од Климета Попстев, Климе Туркачон, кај ова одеа, кај од Бачевци, што беше мажена у овега, како да ти кажам, у Маленковци имаше мажено. И прикината нивни му и праеа. Тие учеа Шнајдерлак, ама и прикината. Пред да се направи ова радничко училиште, работничко училиште, женските оделе по куќи и таму учеле занаети. Немало објект за просвета, за просветна дејност. Меѓутоа, од древето на изградбата до сен ден денеска, зградата се користи за просветна дејност. Тука се денес сместени како архитекти, археолози, етнолози, конзерватори, реставратори, препаратори, кои му служат не само на Охрид, на цела Македонија. Местото каде што е изградено училиштето било од охридското семејство Паунчевци, раскажува охриѓанецот Тунтев. Средината на 19. век, кога на ова место, кај што е денешната дирекција на Завод за заштита споменици на културата и Народен музеј, местото било од фамилијата Паунчевци, кои биле угледно семејство во Охрид, големи богаташи, големи трговци, кои работеле из целиот Балкан и со Европа. Местото се викало кај Панчоно, односно кај Паунчевци. Куќата била огромна. 1863 година австроунгарец Јозеф Секели ја снимил куќата на Паунчевци, а Спиридон Гопчевиќ 1888 година имат отпечатено во својата книга, објавена во Белград, Македонија, Стара Србија и Македонија. По некој случај куќата од Паунчевци изгорела и така варошани си го крстиле името, му дале еден топоним кај изгореноно. И така местото изгорено било се до доаѓањето овде на србите во Охрид, односно кралството на србите, хрватите и словенците, понатака кралство во Југославија, кои му го откупиле местото за да направат тука едно училиште, наменето како за женски, како да речеме, за млади девојки од Охрид. Семејството Паунчевци од Охрид градит куќа во близу до црквата Света Софија една и уште една куќа изградуваат на градскиот плоштад. За понатака половина од семејството да останат во Охрид, а другите си заминаа во Скопје.
Јас го заборев еден Паунчев, член беше на Уставниот суд на Република Македонија, кој има напишано две книги, едната се вика Тетка и другата за Христо Узунов има напишано прекрасна книга. Учен човек. Останатите Паунчевци беа фотографии. Тоа е Александар Паунче, Ристо Паунче, Владо Паунче, кој за жал само Александар е жив од тие фотографии, кој има сред чаршија нивни дуќан. Фотолик се викаше. Зградата била во срцето на Варош, со поглед кон езерската шир меѓу куќите на познатите охридски семејства. Источно од оваа зграда била митрополијата на Битолско-Преспанската епархија, кој раководел епископот и познат професор и научник и Николај Велимировиќ. Негов секретар бил Фоти Масин, кој бил евидентичар и секретар на митрополијата. Инаку, околу зградата се познатите куќи на фамилијата Пендови и Алчеви, понатака Масинови, Луканови, Битракови, Златанови, Завојчеви, Балеви, кои ден денеска тука си живеат и не се преселени од централниот Варош. Зградата која наликува на палата била со импозантни димензии за тоа време. Имала површина од 839 метри квадратни, од кои на 359 квадратни бил објектот, а дворот се протегал на 480 метри квадратни. Површина, голема површина е негде 20 на метра на 20, нешто од прилика 400-500 квадрати најмало имат во габарит. Градена е во приземје, кат и поткровје, од цврст материјал, стабилен материјал, со натурбетон и печена цигла. Градена е во духот на неостиловите со ренесансни и барокни елементи кои допирале од Европа на овие простори и кои главно го одразувале класичниот академизам од почетокот на 20 век. Според мене палата, бидејќи многу раскошна, со многу пенџери, многу светлини, светлина има многу, има воздух и ширина. И прекрасна фасада која се гледа од горниот дел на Варош, најубаво, како и од Охридското езеро. Со градењето на палатата раководел познатиот охридски инженер Димитар Симонче, но нема податоци дали тој ја проектирал зградата. 1927 и 28 година почната изградбата од познатото охридско семејство Симончевци, кои се и градители и архитекти. Стилот на градбата е во некој неокласицизам или посиромашен барок, кој денеска му имаме даено назив како замок, односно за мене палата.
Симончеви биле позната охридска фамилија, трговци и архитекти од периодот на првата половина на 20 век. Нивно дело се повеќе значајни објекти во Охрид. За време на Кралството Југославија, фамилијата Симончеви се познати како архитекти и изведувачи на градежни работи. Тие големата работа што ја направија во Охридскиот варош е изградбата на Радничката школа. Понатака Охридското пристаниште, Охридскиот кеј и улицата Гоце Делчев од Охридскиот чинар до мостовите кај Воска. Тоа е за времето на кога бил градоначалник на Охрид Анастас Чорбе. Пред куќата од Симончеви што е на кејот Маршал Тито имаше прекрасни трендафили и се сеќавам на бандерата пишеше забранjeno е кидати руже. И тие стоеше таа табла закачена на бандера све до 50-тите години. 55-та, 56-та, јас тога почнав да ме шетат на Корзу, татко ми, мајка ми. Подоцна за време на Втората светска војна. Во учебната 1943-44 година во оваа зграда биле сместени гимназиските паралелки. По завршувањето на војната се учело на македонски јазик, а предавале Славче Попсимова, внука на Григор Прличев, Радка Попгошева, Фросе Нинкова Маленкова, Нада Ставрич, Костадинка Бојаджиска. Училиштето продолжило да работи се до неговото затварање во 1959 година. При крај на 50-тите години на 20 век, во Радничка школа беше формирано првото основно музичко училиште, во која јас бев од првата генерација, а професор ни беше Стефчо Авто. Тој беше изврстен клавирист, изврстен пејач. Тука една година се учеше музичко. Професорот Стефан Авто мене ме научи да пеам. Кој ден денеска, макар имам 60 и 60 години, и понатака имам прекрасен глас и јас си пеам врз основа на оние што ми ги даде вежби Стефчо Авто. И понатака дојде за професор Ѓоко Илиевски. И тие си заминаа после двајцата во основното музичко училиште во Охрид. Ученици Гоце Малезанов, Росица Попстефанија, Оливера Бавчанџиева, Славјанка го заборев презимето, Славче Златанова Тасева, понатака Климе Пендиков, Ристе Караѓулев, Круме Каневчев и уште на плејада имаше доста кои денеска сите се пензионери. И понатака музичкото школа немаше име, па се префарли покрај Охридското езеро. Училиштето во годините по војната имало повеќе намени. Владимир Тунтев, кој краток период од својот ученички живот поминал во Раднишка, раскажува за забавачницата и куклениот театар кои биле сместени тука. Имаше во Раднишка школа како забавачница со бина и сцена. Тука имаше и куклен театар. Многу интересно беше. Идеа сите дечиња од Охрид да гледат куклен театар еднаш неделно.
Кои беа артистите, јас не знам, не се сеќавам. Имаше во Охрид тогаш театар, кој прво професионално, после аматерски почне артистите од Охрид да глумат. Во Радничка школа во сабота, во попладневните часови, одевме да гледаме куклен театар. Па после се укина тој куклен театар, друга намена доби самата зграда. Па беше негде околу 56-1957 година. Јас бев тога второ одделение. И од второ до четврто одевме на куклен театар. Од 1959 година во зградата биле сместени и паралелки на основното училиште Свети Климент Охридски. Од 1961 до 1964 година тука било сместено новоотвореното економско училиште. По 1964 година зградата се користела како ученички интернат во краток временски период. Од кога се изгради во Охрид новото економско училиште, ова зграда беше претворена во интернат. Бидејќи од Струга, Кичево, Ресен и од околните села идеа во Охрид да учат средно училиште, гимназија, економско училиште и учителска школа која се викаше Андон Дуков. И овде учениците си имаа интернат со собствена кујна, кувари, а домаќин беше од комшиите Трифун Ајновски. Се сеќавам, една година седев. Учевме една година после ослободување. Една година ко фати земјотресот и тука дојдоа сите од Скопје што и фати земјотресот. Тука леже, седеа мајки со децата со све. Од 1965 година Радничка школа е напуштена и долго време била оставена на забот на времето. Руинираната зграда го добива повторно својот сјај се до нејзиното предавање на користење на Заводот за заштита на спомениците во 1973 година. Денес во зградата е сместен Охридскиот завод и музеј. Реновирана е во 2004 и 2005 година, а за споменик на културата е прогласена во 1983 година.